Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Elena et aujourd'hui on va travailler sur l'impératif. Драги ученици, добар ден. Темата на овој час е заповеден начин. Целта е да научиме како се образува заповеден начин, да умееме да го препознаваме и да го користиме во секојдневната комуникација. Дали се сеќавате како се образува сегашно време кај изучените глаголи? Зошто? Бидејќи, ако знаеме сегашно време, со мали насоки, ќе знаеме како се користи заповеден начин. Да видиме како се образува. Глаголот во сегашно време без лична заменка. Значи, заповеден начин се образува со глаголот во сегашно време без лична заменка. А кои лица имаат заповеден начин? На кого може да се обратиме? На тебе, на нас, на вас. Заповеден начин имаме во второ лице еднина, прво и второ лице множина. Ти, ну и ву. Што треба да внимаваме? Кај глаголите од прва група кои завршуваат на er, во второ лице еднина се отфрла s. Погледнете го глаголот écouter. Во второ лице еднина, во заповеден начин, ја задржува само наставката e. Écoute, слушај. Écoutons, да слушаме. Écoutez, слушајте. Ево уште еден пример. Глаголот chanter, да пее, во сегашно време и во заповеден начин. Je chante, јас пеам. Tu chantes, ти пееш. Наставката е es. Додека пак, во заповеден начин, chante. Наставката е e. Nous chantons, ние пееме. Chantons, да пееме. Vous chantez, вие пеете. Chantez, пејте. Хајде една мала вежба. Земете лист и пенкало и запишете ги дадените глаголи во заповеден начин. Паузирајте го видеото, а потоа проверете дали точно сте ги запишале глаголите. Како е глаголот jouer во заповеден начин? Joue, jouons, jouer. Како е глаголот faire? Fait, faisons, faites. И глаголот partir. Part, partons, partez. Кога се користи заповеден начин? Секој ден на час наставникот дава упатства. Ouvrez le livre à la page 10. Écoutez le dialogue. Regardez au tableau. Faites attention, etc. Заповеден начин се користи за давање на наредба, упатства и совет. Да повториме. Како се образува заповеден начин? Глаголот во сегашно време без лична заменка. Кои лица имаат заповеден начин? Второ лице еднина, прво и второ лице множина. Tu, nous, vous. И што требаше да внимаваме? Кај глаголите од прва група кои завршуваат на er се отфрла s. За крај, една интересна задача, каде што треба да го погледнете видеото и да се обидете да ги идентификувате глаголите во заповеден начин. Écoutez et trouvez les verbes à l'impératif. Je me souviens de cette chanson. Comment l'oublier? Elle coule dans nos veines, bébé. Elle fait partie de nous. C'est chaud! Chantons ensemble pour l'amour et l'harmonie. On va chanter pour les belles créatures. Ouvrons nos ailes et célébrons la liberté. Chante, papa, boum, boum, l'appel des
possible ici. Ah ah, je le kiffe grave ce son. Papi, je suis un papi. Je suis le je suis votre papi. Je suis votre papi. T'as chacun beaucoup ton papi. Ouais, votre papi. On va chanter pour les belles créatures. Ouvrons nos ailes et célébrons la liberté. Chante la 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 bou bou, chantons la jungle famille. Chante ba 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 boum boum, la tête des belles créatures. За крај, за да проверите колку сте запомниле, запишете го дадениот линк и пополнете го крстозборот. Поздрав, драги ученици! Имајте убав ден, restez chez vous et apprenez le français.